Дали сте забележале дека во градскиот парк во Скопје, на два столба од некогашната Бурмали џамија, стојат две, една спроти друга, поставени скулптури од композицијата Луѓе птици од вајарот Иван Ивановски. Изработени во полимермер, поставени се со одобрение на општината Центар на крајот од 2009 година и почетокот на 2010. Столбовите од џамијата, која потекнува од 15-тиот век, заедно со дел од капителите и базисите, во паркот се вклопени во хортикултурното решение, а таму биле пренесени од центарот на градот по уривањето на џамијата во 1925 година. Многумина и не знаат дека остатоците од џамијата имаат само теориска споменична вредност, која не е заштитена од надлежните институции. Нив ги нема во документацијата на град Скопје, а од градскиот конзерваторски центар, кој би требало да ги заштитува, конзервира или пак исчисти од графитите испишани на нив, нема никаков интерес. Дали знаете дека спомен куќата Тодор Проески на Гумење во Крушево ја посетиле над 700.000 гости? На 25. април 2011 година беше отворен ова импозантен музеј, приказната за Тоше, за неговиот живот, за песните и за сево што тој веруваше. Проектот е осмислен од тројца архитекти кои заеднички работеа на една иста приказна, а се градеше 2 години. Преку разни символики тука е прикажан животниот пат на Тоше Проески. Објектот се протега на 1200 метри квадратни и на 2 нивоа. Има околу 20 на витрини и секоја посебно раскажува за животниот пат на Тоше. Сите се поврзани со дигитална технологија, со аудио и видео опрема. Тука се и во сочните фигури, музичкото студио на Тоше. Во ноември 2012 година на фестивалот во Барселона, овој проект ја доби наградата People's Choice Award за најдобро идејно решение во конкуренција од 704 објекти во светот. Спомен куќата на Тоше во 2011 година ја освои големата годишна награда за архитектура од Македонската асоциација на архитекти.